Фала Вил. Здраво на сите и од мене. На почеток сакам да ви се заблагодарам на сите за присуството и за интересот што сте го покажале токму за оваа тема, која е улогата на фронтенд програмерот во една компанија. Јас искрено се надевам дека во наредниот час, час и половина колку и да трае вебинарот, дека ќе ви ја доближам поблиску професијата на фронтенд програмер, што представува, кои му се главните задачи. Меѓутоа, исто така би навлегле и малку подлабоко во фронтенд девелопмент, што представува тоа. И сепак не би застанала и тука само на фронтенд, би се осврнала и малку исто така на бекенд, со цел да имаме и некоја комплетна слика за тоа што представува веб девелопмент, затоа што сметам дека фронтенд е сепак само еден дел од големата слика, така што за да имате целокупната представа, добро да ги имаме и двете страни од приказната. Така што во денешниот вебинар ќе поминеме доста теми, кои што се надевам ќе ви бидат интересни. Дел што споменав, кои се главните задачи на фронтенд програмерот, што се очекува од него на самата работна позиција. Понатаму, каква е од друга страна позицијата на професијата фронтенд програмер на пазарот на трудот. Исто така тука би се осврнала и на моментални трендови кои што се во сферата на фронтенд девелопмент. Со тоа би се надоврзала исто така и на технологии кои што се важни за еден фронтенд девелопер да биде успешен секако во својата кариера и подобро да се пласира, надоврзувајќи се и на втората точка на самиот пазар на труд. Би ги споменала споредбата со фронт и со бекенд, како што споменав и на почетокот, чисто да имате таа паралела. Понатаму ќе поминеме анализа на веб апликација, на реална апликација која што се користи. Она што ќе го зборувам чисто колку да имате паралела како тоа изгледа во пракса. Иако сите ние секојдневно користиме најразлични мобилни веб апликации, така што веќе дел сте запознаени, меѓутоа чисто да видите кој е фронт-енд делот во сето тоа. Понатаму ќе видиме каква е комуникацијата на фронтенд програмерот со останатите членови во тимот, кои се останатите членови кои што го сочинуваат тимот, кои што ја градат, развиваат една апликација. И на крај за најупорните кои што ќе останат, следува бонус. Не е паричен бонус, бонус е во информации, така што спремив еден така поилустративен пример на кој што едноставно ќе представува сумирање на се она што ќе го дискутираме денес и мислам дека со тоа ќе добиете целокупната слика баш на денешното предавање. И воопшто на тоа што го споменав на самиот почеток, и на фронт и на бек, целокупно и на веб девелопмент. Така што за кого е наменета оваа презентација? Наменета е за сите кои што имате или пак немате претходни познавања од фронт, од веб девелопмент. Во целата презентација се трудев да вметнам што повеќе примери од секојдневието, за да може да направите некој поврзување помеѓу некои можеби поабстрактни концепти кои што јас кога сум ги изучувала ме биле абстрактни, па сум гледала да ги поедноставам со некои примери од секојдневието за да можам да си ги поврзам и да ги разберам. Така што воопшто не се грижете во тој поглед, секако што и да имате било какво прашање на крај може да го продискутираме. И како што споменав Вил, јас сум Анета, дел сум од тимот за иновации во Brainster како фронтенд програмер. Главниот фокус ми е одржувањето на студентската платформа Learn. Тоа е платформата која што ја користат студентите на некој од академиите на Brainster, каде што имаат пристап до материјалите и исто така може да си го следат свениот прогрес нормално текот на самата академија. Алумни студент сум на Академијата за фронтенд програмирање, која што ја завршив почетокот некаде на 2022, така што тој период направив промена на кариера, така што веќе некои година дена сум дел од тимот на Brainster. И сега мислам дека може да почнеме со содржината на презентацијава, што представува фронтенд девелопер. Најпрво би го разглобила онака во најбуквална смисла целиот термин, да го преведеме чисто за да може да го разбериме.
затоа што пред се е составено од зборови кои што се на англиски јазик, некој може би слушнал, меѓутоа не му е јасно во цело што представува, зошто па и се вика фронтенд, и зошто човекот кој што го работи тоа се вика фронтенд девелопер. Така што овој термин фронт-енд девелопер би го поделила на два дела, на фронт-енд и на девелопер. И сега во најбуквална смисла, ако треба да го преведеме, фронт од англиски би значило нели преден дел од нешто, end би означувало крај или крајно, и девелопер од development, кој што значи развој, би значило личност која што развива нешто. Или во буквална смисла на зборот би се превело личност која што развива преден дел од нешто за некоја крајна цел. Сега претпоставам сигурно знаете што би било тоа нешто, секако ќе го видиме и во тоа не е фокусот на самава презентација. Меѓутоа, пред да преминам на тоа, би споменала дека и кога спомнуваме дека има предмет или било што дека има преден дел, логично е да очекуваме дека ќе има и заден дел од тоа нешто. Еве сега се уште така го нарекуваме. Па така ако зборуваме дека има front-end developer, логично би било да очекуваме дека ќе има и back-end developer, со тоа што back-endот пак од друга страна би била личноста која што го развива задниот дел од нешто, од некоја програма, повторно за некоја крајна цел. И сега самиот термин укажува на тоа дека предното е нешто што може да се види, а од друга страна пак задното е нешто што не може да се види или не го гледаме. Она што и фронтенд како development и backend development го сочинуваат, тоа е web development, а што е web development, наједноставно кажано, тоа представува развој на веб апликација или на веб страна. Сите апликации кои што ги користиме секојдневно го сочинуваат и фронталниот дел, но и позадинскиот дел, кој што иако не го гледаме, меѓутоа сепак е неопходен за да може да имаме пак од друга страна нешто што да видиме на нашите уреди. Така што се надевам дека тука ви беше јасно овој дел за терминологијата. И сега би преминала на тоа каква е поврзаноста помеѓу фронт и backend development. И за овој процес искористив еден пример од секојдневие, повторно најосновен, најбанален, изградба на зграда. И сега тука би ве прашала вас, што според вас сметате дека е прв чекор кога треба да се изгради една зграда? Не знам, размислете онака. Што сметате дека прво нешто треба да се направи кога треба да се гради една зграда? Размислете неколку 30 на секунди, па може би да ги прочитаме одговорите. Веќе имаме неколку во чат од Андон земјиште, Виктор копање темел, Наташа темел, од Ангела ни кажува план, Душан вика да се направи проект, исто и Дарко, Елена ни кажува план за градба, проверка на земјиште, супер. Така. Значи, тоа што сте го споменали повеќето, план скица некој дизајн за тоа што треба нели да се прави. И тој план или дизајнот може да го смислат, пример, некои архитекти или инженери кои што се од таа област. Нормално треба да одлучат како се тоа ќе изгледа, во која насока би се движело, како што споменавте, да се истражи или да се најде земјиште каде се тоа би се градело. И следна фаза би било она што и повеќето го споменавте, тоа е веќе започнување или градење, поставување на основите и структурата на зградата. Така што кога веќе ќе почне да се гради зградата, тука веќе се, например, се вметнуваат друг профил на луѓе, ако претходно имало, например, архитекти, веќе во градењето се вклучуваат и градежници. Така што веќе почнува да заличува она што било на хартија и веќе се гледаат, пример, оделеноста на спратови, па не знам каде треба да има прозор, врата, едноставно целата таа карабина на зградата дава некоја структура или основа која што понатаму може да се надогради. Сега следен чекор, што мислите дека би било, што е, мисле, че според мене најосновно за да имаме ние или идните станари во таа зграда да имаат удобен живот, нормален, функционален живот. Што друго треба да се направи?
брзи прсти. Не кажуваат стил или CSS од Иван. Не. Чекајте. Пред тоа, што за да Баре не биде кажува функционално. изглед, пред не Добро. кажува да се пушти струја, Аха. А освен струја? Наташа не кажува дизајн, исто и од ненад внатрешен изглед и градба. Добро, да. Меѓутоа, за да биде функционалност, не викам не тие и дизајнот секако е битен, меѓутоа за да ни функционира внатре, нели, ако купиме ни убави ламби, за да бидат ламбите функционални, треба да има електрична енергија, нели? Исто треба да има и пример водоинсталација, така што тој дел е круцијален, неопходен за да може да уживаме пример во она што ќе си го уредиме на крај ние внатрешно пример во станот, меѓутоа и како ќе изгледа зградата од нас. Така што и тоа што го споменавте, уредувањето на екстериерот, интериерот, CSS, некој што спомна, тоа би било завршетокот пак на зградата или она што ние однадвор може да го видиме. Не само однадвор, како изгледа, каква е бојата пример на фасадата, какви ќе бидат балконите, каков ќе биде дворот уреден. Се тоа нешто што може да го видиме и да, битно е, меѓутоа нема да ни значи ништо додека пак од друга страна, како што споменав, немаме најосновни услови за живот од електрична енергија, вода. Така што веќе претпоставувам дека можеби би знаеле или погодувате што би бил фронт-енд во компарација на овој пример, а што би бил бекенд. Така што она што може да го видиме, зградата, како изгледа однадвор или однатре, соби, ходници, што и да е, би представувало некој фронтенд дел или споредба, а од друга страна пак се она што не го гледаме. Ние, например, не ги гледаме каблите или цевките кои што треба да ни носат вода или струја, тие се некаде во зидовите, меѓутоа ние претпоставуваме дека мора тие да функционираат соодветно, за да имаме, како што споменав, удобен живот. Иако не ги гледаме, сепак се тука некаде за да не го леснуваат живењето. Така што фала ви на сите за учеството до тука, супер бевте. Сега ако треба да споредиме со веб апликација, фронтенд би било се она што може да го видиме на самите наши уреди, од апликација до веб страна која што треба да ја препараме, па како ќе изгледа таа. Тоа е задача на фронтенд програмерот, тој го работи тој дел, како таа апликација ќе изгледа или ќе се развива, а од друга страна пак и како ќе функционира, а од друга страна пак каде таа апликација ќе живее, каде ќе се чуваат податоците, каде што е она што треба да се врати на фронтенд, на самиот браузер, што треба да му се врати, за да може ние фронтенд програмерите да го прикажеме, сето тоа би спаднало во делот на бекенд. Пак ќе кажам зошто, затоа што фронталниот или самата апликација која ќе отвориме на телефон, ние гледаме нешто, може да правиме некоја интеракција. Меѓутоа ние не го гледаме серверот, така што поради тоа би се нарекувало позадински дел. Исто сметам дека до тука би било појасно за сега. И сега би преминала на тоа кои се главни задачи на фронтенд девелопер. Пред се би било грижење за изглед и функционалност на кориснички интерфейс или user интерфейс. Исто така ќе го среќавате и тој термин. И сега што представува самиот термин интерфейс, означува посредник, нешто што посредува. Например, ако сакам да го вклучам телевизорот, ќе го земам далечинскиот управувач, или далечинскиот управувач ми е посредник помеѓу мене како корисник и телевизорот. И на далечинскиот управувач имаме најразлични копчиња со различни бои, па веќе на поновите има напишано, пример, не знам, YouTube, Netflix, чисто юзерот или јас како корисник многу полесно да можам да се снајдам и полесно да дојдам до содржината која што ја барам. Или, пример, ако треба да појдам да извадам пари од банкомат, јас одам до банкоматот, не одам директно во сефот, пример, на банката за да земам пари, туку треба да појдам до банкомат, па да земам картичка, да се автентицирам, па да внесам некој пин код, па дури тогаш кога сето тоа ќе биде извалидирано, дека да, тоа сум јас и дека пристапувам до мојата сметка, тогаш
ќе може да го добиам на крајот на кој што сум дошла. Значи, во тој случај банкоматот би бил посредникот помеѓу мене од една страна како корисник, меѓутоа од друга страна и како пример сейфот или таму каде што се чуваат моите пари, пример, за да на крај го добиам крајниот резултат. И па сега ако ова треба да го пресликаме во веб девелопмент, тој юзер интерфейс е самата веб апликација. Зошто таа велиме дека е кориснички интерфейс, помеѓу кого посредува, па, например, таа веб апликација, едноставно таа посредува помеѓу мене уште еднаш како корисник и од друга страна со серверот, кој што пак ми ги чува тие податоци до кои што јас се обидувам да пристапам. Секоја интеракција која што правиме на апликациите, всушност е интеракција помеѓу ние, помеѓу нас и серверот, меѓутоа се одвива токму преку таа веб апликација. Сега јас тука би ја покажала и апликацијата која што се користи на Brainstar за студентите кои што се најавуваат на платформата како што ви спомена. Пристап до неа имаат само студенти кои што се веќе пријавени на некој од академиите, така што ако не сте на некој од академиите, не можете да пристапите до самата платформа. И сега како ќе изгледа сето ова, например, ова што моментално јас го гледам, тоа не сум го смислила јас, тоа го смислил дизајнер. Тој одлучил дека, например, вака треба да изгледа логин страната, меѓутоа што треба јас или било кој друг кој што работи фронтенд, треба да направи сето тоа како што изгледа да функционира. Односно, кога јас ја побарам страната, да ми се отвори и да има функционални копчиња кои што во случајот треба да ме најават на мојата платформа. И сега јас ако се пробам да внесам, да испратам погрешни податоци или пак ако воопшто не испратам податоци, тогаш ќе ми покаже некој резултат дека сум внесла погрешно, што значи дека ми кажува некоја порака да треба да внесам точни податоци. Сега ако се најавам со мои податоци, кои што повторно пак ќе кажам, некаде се зачувани, и веќе можам да видам, имам пристап до мојата платформа. Што значи дека јас сум испратила барање преку апликацијава, што ја гледаме, сум испратила некој барање до серверот да ми ги даде моите податоци. Сега тука гледам, гледам податоци за мене, која група сум била, што сум учела на академијата. Понатаму имам други некои податоци за мојот успех и пак ќе кажам, се ова како треба да изгледа е смислено од страна на тим на дизајнери кои што одлучиле дека така треба да изгледа. Меѓутоа, сето тоа да се оживее, пак од друга страна го работат фронтенд девелоперите. Меѓутоа, сите тие податоци кои што се прикажани на платформа од проценти, кои што се менуваат до материјали ако треба да ги пристапам, сето тоа се податоци кои што ни стигаат од бекенд. Значи, мора да има пак некој податок што ќе дојде од бекенд, за да може на фронтенд нешто да се прикаже. И сега, било каква интеракција да се направи на страната, можеби ако од десната страна тука има некои копчиња кои што ми окажува дека можам да комплетирам, пример, некој ресурс, и ако комплетирам тука се зголемува и процентот, значи мора да има некоја реактивност на самата страна, што ако направам некоја промена тука, би се одразила и на почетокот нормално, доколку тие нешта се поврзани. И сега ова може би изгледа едноставно, во смисла, добро, тоа е едно копче, ќе се кликне на него, би требало да се смени и, например, кога ќе се вратам на homepage, меѓутоа позадински пак треба да се направи некоја логика која што ќе може непречено да функционира на сите страни подеднакво, без разлика, пример, кај да отвори корисникот. Така што има и други страни, кои што пак ќе кажам, се нешта кои што ги смислиле дизајнерите, меѓутоа како сето тоа треба да изгледа, како сето тоа ќе функционира пак, од друга страна е задача на фронтенд програмерот. Така што ако треба повторно да се навратам на апликацијата,
Друга задача е и подобрување на корисничкото искуство или user experience, ова исто може да го сретнете. Што представува ова? Ова значи во превод не сакаме корисници кои што ќе се изфрустрираат во буквално значење од нашата страна. Тоа значи дека треба да им се овозможи на корисниците што по-смут, што по-пријатно искуство на страната, да има било какви копчиња кои што ќе бидат лесни за навигација, да не има можеби премногу податоци кои што се бараат од него, да не има премногу некои чекори кои што бараат преголем напор од самиот корисник, туку едноставно си да биде интуитивно, да го наведува на некоја пак би го искористила тој термин по-смут или помека, да се изразам така, навигација на самата страна. Друга задача е да се грижи за така наречениот cross-browser compatibility. Што значи ова? Ова значи дека постојат различни браусери или пребарувачи кои што ги користиме од Chrome, Google Chrome, Mozilla, Opera, Brave, Edge, Safari, различни браусери, и сега во глобала сите браусери функционираат на 90% исто, меѓутоа може да има некои разлики во некое однесување, особено на CSS стилови, така што исто во тие моменти треба да се внимава да се погрижи на сите браусери да изгледа истиот, да биде применет истиот дизајн. Понатаму друга задача би било имплементација на дизајнот и на мобилни уреди. Зошто е ова битно? Затоа што веќе нема човек, според мене, не знам, освен помалите, можеби или повозрастните генерации, кои што не користат мобилен телефон. Па со самото тоа и битно е на секој бизнис, на секоја фирма, нивната страна да изгледа убаво и на мобилен телефон, затоа што таму па можеби корисниците најбрзо би ја пристапувале. Така што сите дизајни што се прават, еве кај нас во Brainstar, се прават најпрво со Mobile First, односно се прави некој тој дизајн за како би изгледало на мобилен. Например, ако се најавите на Facebook од мобилен, има еден дизајн, изгледа на еден начин. Ако се најавите преку компјутер, изгледа различно, што значи дека тоа е тој дизајн кој што треба да се примени и на повеќе девајси, да функционира различно на различна респонзивност, да биде респонзивна самата страна, на различна резолуција. И правењето на мобилните дизајни или нивното вклучување, имплементација, оди паралелно, како што се развива мобилната верзија, така се развива и десктоп верзијата, например. Не е тоа оделен процес кога се прави една веб апликација. Не се пушта, пример, само мобилната верзија, па после ќе правиме десктоп, туку паралелно се оди и двете верзии. Тоа се прави со CSS. Понатаму друго е да користи HTML, CSS, JavaScript, за да го оживее дизајнот на веб страната или на апликацијата. Меѓутоа, денешно време најголем дел од фронтенд програмерите работат во некој фреймворк на JavaScript, така што не е доволно, би рекла, самопознавање од JavaScript. Меѓутоа, од друга страна, па и тие фреймворкс го олеснуваат начинот на програмирање, така што многу ретко, мислам дека во фирмите се користи само користење на HTML, CSS, JavaScript. Може да има некаде, не викам не, и тоа не е погрешно, меѓутоа повеќето веќе преминуваат на некој фреймворк, дали е React, Angular, Vue или пак некој друг. Понатаму исто од програмерот се очекува да пишува чист и одржлив код, што би значило ова. Секој програмер има различен стил на пишување, како што сите можеби имаме и општо различен стил на пишување. Меѓутоа има некои практики или best practices кои што се битни да се запазат, посебно, например, некои практики во смисла да не се повторува некој код, да се пишува, да се наоѓаат
поедноставни решенија за некои проблеми, чисто да може да се вклучи, ако се вклучи и друг програмер, да може лесно да може да се снајде во самиот код, да го разбере кодот, за да може да се одржува и да се надградува, доколку сепак треба да се вметне некој парче логика која што може би е потешко за разбирање, тогаш е добро да се оставаат коментари во самиот документ во кодот. Повторно ќе кажам за ако се навратиме повторно на кодот, да може да го разбереме, затоа што често се случува дури код што сами ние ќе си го напишеме, ако се вратиме после 2 недели, можеби ќе се прашаме едноставно зошто што сум пишувала тука или зошто сум го направила на овој начин, па ќе ми текне можеби да смислам друг начин за да го решам проблемот. Исто така би се очекувало и да ги дебагира или да ги поправа грешките во кодот. Ова е секојдневие на програмери, не е лошо ако треба да се поправат грешки, нормално треба да се има што помалку, меѓутоа некои работи може да се пропуштат од тестирање или пак во самиот тек на програмирање, така што брзата реакција за поправка на грешки исто така е клучна во овој дел. И сега тука би спомнала за некои од трендовите во фронтенд девелопмент. На некои може би ќе ви бидат познати, на некои не се нови, меѓутоа се трендови кои што би се очекувале да бидат актуелни и во 2023 и во иднина. Една од нив е Progressive Web Applications. Што значи ова? Наједноставно како би го објаснила, сите ние, пример, доколку сакаме да имаме, претпоставам дека повеќето од вас на телефоните имате инсталирано апликации, мобилни апликации, Facebook, Instagram, било која апликација, која што најчесто ја користите, и сега таа ви стои на самиот телефон како иконка, нели? Која што може да ја пристапувате во било кога и да посакате, ви стигнуваат известувања, па кога ќе ви стигне известување, отворате апликацијата. Меѓутоа со веб апликациите, со веб страните не е тоа така. И сега, меѓутоа од друга страна, па и ние како корисници, верувам дека не симнуваме често мобилни апликации во нашиот телефон, освен некои кои што ни се најнеопходни. Меѓутоа, тоа однесување кое што го имаат мобилните апликации, ако сакаме да го примениме и на веб апликациите, тогаш би се користело ова Progressive Web Applications или прогресивно подобрување на самата веб апликација, да може, иако, например, се пристапи офлайн некогаш, да прикаже некаков контент или резултат, исто така да дава нотификации доколку е некоја апликација поголема, па јузерот кој би се најавил на интернет, тогаш ќе ги има онака рефреширано сите податоци. Друг тренд кој што се очекува да се користи повеќе animations на самата страна, сепак не е да биде тоа пренападно за корисникот. Animation се однесува на ствари кои што на самата страна кои што се движат, кои прават нешто, дали е некој дел или елемент од самата страна кој што се движили, па за момент се појавува и се губи. Сепак тоа треба да изгледа убаво и да не биде пренападно за самиот корисник. Понатаму, со развојот на вештачката интелигенција, се повеќе се очекува и примена исто и во фронтенд и користење на chatbots на самите веб апликации. Chatbots се прозорите за разговор што најверојатно сте ги виделе на повеќе страни, кога ќе се најавите на некоја страна и ви се појавува во долниот десен нагол, за да може, например, како да разговарате со некој, па врз основа на ваши прашања може да ви дава одредени предикции или можни одговори. Така што и ова е нешто што се очекува да се применува, не дека до сега не се применувало, меѓутоа да се заврза уште повеќе. Single page applications, ова повеќе се однесува при користење на некој фреймворк на JavaScript, каде што, пример React, каде што се користи една страна или HTML, индекс HTML, страната и од неа се пристапуваат буквално до сите страни во самата апликација и
доволно е да знаете дека тоа придонесува за поголема оптимизација, побрзо работење на самата апликација. И уште еден тренд кој што исто би го споменала е сервер сайт рендеринг. Тоа нешто кое што исто така се тежне доста во наредниот период. Односно, веб страните, фронт-енд делот од веб апликациите да може да се изврши на сервер, а од друга страна па после побрзо да може самиот браузер да го вчита. Исто и ова се оди во насока на што поголема оптимизација, што побрзо работење на самите апликации. Доколку нешто од ова што го споменав не ви е јасно или би изгледа дека е можеби премногу за овој дел, доколку се одлучите за работа во фронтенд, ова ќе ви бидат овие термини многу попознати, така што верувам дека и би го работеле ова секако во иднина. Меѓутоа, доколку не ги разбирате целосно, сега во овој момент не е ништо страшно. И сега би преминала на тоа каква е позицијата на професијата фронтенд програмер на пазарот на трудот и зашто се одлучив да ја вметнам и оваа тема. Чисто од причина што изминативе години, неколку години, но и изминативе месеци сите сме свесни нели на се позабрзаниот развој на вештачката интелигенција, така што некако се наметна некои различни ставови и мислења за тоа во која насока би се движел развојот на професиите воопшто, не само развојот на професијата на програмер, меѓутоа и на сите професии, односно дали може вештачката интелигенција да не замени, дали ќе исчезнат професиите и слично. И сега на ова прашање јас не сум нашла некој конкретен одговор во смисла да или не. Сметам дека ќе има промени, ќе видиме какви, меѓутоа не сметам дека тоа ќе влие на намалување пак од друга страна на работните места на програмери. Зошто? Погледна во некои статистики што се на светско ниво за корисници на интернет и мобилни уреди во светот до април 2023 година. И она што се покажува е дека 65% од светската популација користи интернет и 68% од светската популација користи мобилни телефони. За разлика во споредба пример со 2020, процентот бил помал, 59% на популација која што користи интернет и 66% која што користи мобилни телефони. Значи, само во рок од 3 години корисниците на интернет од 59 се зголемил на 65%, што едно може да е резултат тоа што нели беше пандемија, па сите бевме дома и имавме пристап до интернет. Меѓутоа сепак кажува на тоа дека се развива, се зголемува бројот на луѓе кои што користат и кои што ќе користат интернет и кои што соодветно на тоа ќе користат и имаат мобилни уреди, а со тоа би користеле и исто така и пример мобилни апликации, веб апликации. Така што ако треба да се мери побарувачката или каква ќе биде трендот за развојот на професиите во веб девелопмент, тогаш тоа се овие некои од поглавните метрики, односно дали има корисници, дали некој ќе го користи сето тоа. Штом бројките одат нагоре во користење на интернет и луѓе кои што поседуваат уреди, кои што ќе имаат пристап до интернет, тогаш се очекува соодветно на тоа да се развиваат и веб страните. Од друга страна и интерес на секоја компанија е да ги оптимизира процесите во самата неа, сама натрешно, да ги автоматизира и тоа се прави секако преку технологија, така што не сметам дека би се намалила побарувачката на фронтенд програмери, можеби ќе се смени, можеби би се смениле технологиите, затоа што нормално еволуира се, па така и интернетот и браузерите и технологиите, меѓутоа сметам дека
пак е тоа моје мислење дека врз основа на се ова би се развивала и самото тоа и професијата на фронтенд девелопер. Тука на овој слайд нели она што ви го споменав за вештачката интелигенција, дали може да го замени човекот или не. Со сигурност не би можела да кажам што останува да видиме. Сепак сметам дека може да помогне многу ако се користи како алатка, за да ни олесни некои можеби репетитивни работи кои што ги правиме. Меѓутоа како ќе се одвива понатаму останува да видиме и секако да ги пратиме трендовите. Исто така, побарав да видам кои се небарани технички вештини за 2023 на Upwork и дојдов до овие. Тоа е full stack development, front-end, back-end development, mobile app или развој на мобилни апликации и веб дизајн. Full stack, чисто за тие што не знаат, е развој и на front-end и на back-end development. Чи full stack developer би било личност која што знае и front-end и back-end. Така што очекувано е дека можеби тие би биле дека тие се и на првот, нормално е дека некој сака да знае да има луѓе кои што ќе ги разбираат и двете страни. А од друга страна пак на LinkedIn, повторно за технички вештини, software development, backend јазици како Python, Java, SQL, но и JavaScript. JavaScript исто така, освен што е јазик на браузер, исто така може да се користи во backend на сервер страната. Сега тука најдов истражување, извор ми е IT.mk, за најкористени програмски јазици од страна на програмери во Македонија во 2022 и во 2019 година. Ово истражување е спроведено во 2022 врз основа на 2047 испитаници и сега се покажало во тој период дека JavaScript е најмногу користен, иако бележи пад од 6% во споредба со 2019 година. Меѓутоа останати се и Java, C#, PHP и Python. На другиот слайд имам кои програмски јазици би сакале да ги научат програмерите во следната година. Па така најголемиот дел имаат изјавено дека сакаат да научат Python. Меѓутоа исто така се забележува порасти кај JavaScript, кај TypeScript и кај Node.js, кои што сите овие три се засноваат на JavaScript. Не е изненадување Python, зашто затоа што е јазик кој што се користи во data science, machine learning и вештачка интелигенција. И сега би преминала во делот на тоа кои технологии се користат во front-end development. Како што споменав неколку пати, до сега прво нешто или прва основа која што треба да се знае, тоа е HTML, HTML, односно Hypertext Markup Language. Што представува тоа? Тоа наједноставно представува давање на структура, давање на основа на самата страна, со тоа што ќе одредиме каде треба да биде наслов, кој дел ќе ни биде header или head, како ќе ни се вика самата страна и во самиот дел каде што например ни се наоѓа целата содржина од страната, каде ќе има некој повпечатлив наслов, па параграфи. Ова компарација ако треба да направиме би било со самата зграда, нели, која се градеше, и тогаш беа основите, се поставува основите на зградата. Она што ако треба да се направи компарација со тука, тоа би било дека HTML-от е токму тоа, одредување на основите. Кој каде ќе се наоѓа, каде ќе има наслов, каде ќе има копче, каде ќе има input или пак параграф или пак некој друг дел. Понатаму друга технологија која што треба да се знае е CSS или Cascading Style Sheets. Што прави CSS? CSS го разубавува HTML-от со тоа што дава стилови, бои, движења, анимации, како нешто треба да изгледа, буквално дизајнот кој што го имаме, да го имплементираме онака како што ни се побара, односно онака како што ни го дале од страна на дизајн.
сето тоа да изгледа така како што го побарале, се прави со помош на CSS. И JavaScript, што е програмски јазик, и сега пак тука би ве прашала дали го разбирате кодот на BB-во, така што ако има некој, не е тежок за разбирање, ама чисто е во коментар бил, може да видиме. Ни пишуваат да, имаме коментар од Елена Conditionals, Аха, исти од Никола. да. Повеќето одговори се да, имаме од Тамара if-else statements. Да. Значи, и ако условот во if-от се оствари, ако е точен, тогаш ќе се исполни она што е внатре, ќе се изврши функцијата која што е внатре, а ако не, тогаш ќе се изврши па друга функција. В случај, ако е гладно бебето, нахраниме, а ако не сум гладен, пример, тогаш играј со мене. Тоа би значило овој код ако треба да го преведиме. Сега, фронтенд технологии, како што споменав, пак основата е ова. Ова е тоа што треба да се, од каде што треба да се почне да се знае. Понатаму следува веќе надградувањето, меѓутоа сепак ако немаме основа, пример во CSS или во JavaScript, многу е потешко да се учи било што друго понатаму. Па така има CSS препроцесори, тоа тука спаѓаат Sass, Less, Stylus. Сите овие се лесни за учење доколку знаеме CSS. И сите одат во насока на подобра организација на самиот код. Едноставно се алатки кои што им помагаат на програмерите подобро да си го организираат CSS кодот, забрзуваат целиот тој процес. Други CSS framework се Bootstrap, Tailwind, CSS, Foundation. Исто и овие се заснуваат на CSS, многу лесно оди учењето, стварно. Доколку знаете CSS, нема да ви треба многу време за да се прилагодите на некој од нив. Пак не мора за почеток да ги знаете сите три, доволно е еден. Сите работат речиси на сличен некој начин, меѓутоа доколку пак ќе кажам го знаете CSS, нема да имате никаков проблем со нивно изучување. Понатаму исто така добро е потребно е познавање од некој version control систем, како што се или GitHub, GitLab, Bitbucket. Ова е платформа, ова не е некој програмски јазик, повеќе е платформа која што или систем кој што овозможува подобро менаџирање и соработка на проектот, односно овозможува контрола на повеќе верзии од самиот проект. Сега можам да ви покажам пример на мој акаунт што го имам на GitLab. Само секунда. Чисто како изгледа. Пример, ако отворам некој проект кој што сум го работела, тука имам пристап до целиот проект, до кодот кој што се наоѓа внатре. Сега, обично кога се прави проект, има една главна гранка, се вика, главна main branch, и од неа се пушта па верзијата која што ќе оди во продакшн, која што ќе оди лајв. Меѓутоа, многу ретко, речиси никогаш не се програмира директно на таа гранка, туку обично се прави друга верзија, од неа се прави како копија, која што таа копија ќе си ја имам локално на мојот компјутер на кој што работам. Исто таа копија може да ја има друг некој колега кој што ќе работи, трет некој колега, така што ако треба да се направи било каква измена, например, сега ако дизајн ми предложа дека треба да се измени нешто во овој дел, јас ќе направам копија од проектот кај мене и ќе тестирам кај мене локално. Не би било добро, нема ни логика паралелно додека јас програмирам или додека работам, сето тоа да оди лајв и да го гледаат сите луѓе. Така што version control систем баш е тоа, контрола на верзиите од самиот проект и овозможува повеќе полесна соработка на програмерите кои што се на самиот проект. Понатаму
фреймворк некој на JavaScript, React.js како library на JavaScript, други се Angular, Vue.js, Svelte, Solid. Сега, што представуваат frameworks? Frameworks се всушност алатки, како што беа и CSS frameworks, например, овие се заснуваат на JavaScript. И сега зошто има повеќе или која е разликата помеѓу нив? Разликата е во пристапот, разликата е во начинот на кој што одреден тим на програмери одлучиле дека тоа е можеби добар начин како да се користи фронтенд, како да се прикажуваат компонентите. Друг тим на програмери кои што пример го смислиле Angular, сметаат дека тој начин е подобар за користење, така што исто например како во примерот што беше за градење на зграда, ако еден тим на архитекти или на инженери одлучи дека на тој начин треба да се гради зградата, друг тим одлучи дека на друг начин треба да се гради зградата и сега секој посебно развива собствен начин, така со нивни некои своји алатки кои што ги има, така и во таа некоја конотација може да ги разбериме и frameworks на JavaScript, кои што пак се во насока на улеснување на кодот, на пишувањето на кодот, по начинот на кој што ќе се гради самиот проект. И сега, кој фреймворк ќе се избере е одлука и на самиот тим, кој да се избере си има и предности и недостатоци. И за почетници обично е препорачливо да се знае барем еден, затоа што и изучувањето на еден си бара доста време и да се навлезат во концептите, да се научи како функционира самиот фреймворк, да се помине и самата документација, така што не мора да значи дека ако се наведени 5, дека сите 5 треба да се знаат. И самиот еден како еден е доволен, некогаш и доволно голем за да се истражува и да се користи. И секако познавањето на било кој зависи многу и од работното искуство, од проектот на кој што моментално работите. Ако проектот не ви бара да знаете Angular, ви бара да работите пример React.js, тогаш нормално дека фокусот ќе ви биде на React.js. Тоа не значи дека во иднина можеби нема да се префрлите на друг проект каде што би се барало Angular, меѓутоа тогаш би било моментот можеби кога би започнале да учите Angular или па едноставно во било кое време. Тоа секако си останува на секој од нас да си ги менаџира тие работи. Друга технологија која што веќе станува доста актуелна, поглед на frameworks на React, кои што се користат за тој сервер-сайд рендеринг, или тоа беше еден од трендовите што ви ги спомнав претходно, како нешто што ќе биде тренд, и овозможува на React апликациите да функционираат, да се извршуваат на сервер страната, и сето пак ќе кажам оди во насока на побрзи апликации. Од друга страна пак се развој на мобилни апликации, тука може да спаѓаат React Native, Flutter, Ionic. Пак ќе кажам, не е ова листа сега за да се кажеме колку има многу или малку, пак е ова само еден дел, ова не е целосно, меѓутоа се ова си бара време, едноставно не оди се преку ноќ, не оди изучувањето на било која нова технологија преку ноќ. Добро е да се знаат прво основите од HTML, CSS, JavaScript, како што спомнав, па понатаму префрлањето на било кое друго или надградување било дело полесно. И пак ќе кажам, не значи дека ако не знаеме некој фреймворк или ако знаеме само еден, дека не сме добар програмер, далеку од тоа. И голем број онака и што се луѓе во самата област препорачуваат подобро да се знае еден фреймворк, една поголема алатка која што добро ќе ја совладаме пред да преминеме можеби на некоја друга. Меѓутоа пак ќе кажам, не значи тоа дека не треба да имаме интерес за она што доаѓа, затоа што постојано излегуваат нови технологии, едноставно ако си кажуваме дека можеби не знаеме некоја технологија,
дека можеби заостануваме со развојот, пак ќе кажам, не треба тоа да се свати толку трагично, затоа што подобро е да се совлада едно, отколку повеќе, а сепак да на крај да не се знае ништо. Така што мој совет, започнете, ако немате досега искуство со HTML, CSS, JavaScript, па понатаму може да одлучите во што би се надградувале. Може да видите нормално сите што прават, кој фреймворк си нуди што како предност или како недостаток, меѓутоа и самата работа, кроз самата работа најмногу ќе може да се научи. И сега дојдовме до тема за фронтенд програмерот во тимот, односно со кои се луѓето со кои што се работува. Тоа преска, мислам, го споменав неколку пати, вие исто така споменавте, дека едни од главните, како да кажем, луѓе со кои што најчесто комуницира се дизајнери. Меѓутоа, општо кога се развива некој проект, кога треба да се надгради, например, самиот проект, обично има, речиси, секој проектен менаџер, кој што треба да ги разгледа барањата од самиот клиент, понатаму тоа што клиентот би посакал, би се пренело на дизајнерите. Дизајнерите да најдат некој решение како сето тоа ќе изгледа. Ако примерот, например, што ви го покажав со апликацијата на Printer за како таа изгледа, така ја смислиле дизајнерите, меѓутоа не значи дека таа не би се надградувала некогаш, ако сметаат за тоа дека е потребна. Откако ќе се има дизајнот, понатаму се преоѓа во implementation или кај програмерите, кај бекенд и фронтенд, кои што сето тоа треба да го оживеат. Понатаму, откако ќе заврши тоа, оди кај тестерите за да може да го истестира, дали се работи и доколку е во ред, нема никаков проблем, тогаш може да се пушти да го користат луѓето за кои што е наменет. И понатаму останува maintenance или одржување на тој проект, надградба. Конкретно, еден од претходните таскови или надградба која што имавме на Learn и која што веќе ја користат студенти, беше за да може да споделуваат achievement после завршување на секој модул кој што го имаат во програмата, да може да го споделуваат на социјалните мрежи, така што ќе им стигне известување дека им е завршен модулот, па ќе им излезе пример за кој модул, како изгледа тоа што ќе го споделат, па имаат опција да споделат на различна социјална мрежа и сето тоа бараше нормално комуникација со проектниот менаџер да ни каже дека тоа нешто се планира да се направи, дизајнерите кои што треба да одлучат како сето тоа би изгледало, па понатаму доаѓа кај програмерите за да се направи и понатаму за да се истестира и да се пушти во продакшн. И сега тоа не е се. Тука дојдовме веќе до оној дел кој што ви го најавив како бонус. Смислив еден пример за тоа како би ви го објаснила процесот на што се случува во моментот кога ќе пребараме некоја веб страна, можеби некој знае, можеби не. Меѓутоа направив една илустрација за тоа како пак со примерот секојдневие, како тоа изгледа во секојдневието и како тоа се пресликува во веб или како позадина работи веб. И сега, би ве замолила да ме пратите во овој пример, затоа што поврзани се работите кои што ќе следат. И сега, пример, имаме продавница за бела техника и фрижидери, било што може да е, од Германија, која што треба да земе производи од производител во Холандија. И сега, продавницата од Германија ни е еден актер во приказнава, производителот на фрижидери од Холандија ни е друг актер и магазинот и магазинерите кои што работат таму ни се трет актер во приказнава. И сега, пример, производството на производителот на фрижидери
од Холандија, не мора да значи дека им е тука, може би тука им е само дирекцијата. Меѓутоа ги имаат складирано магазините во посебен дел. И сега што се случува во моментот кога продавницата од Германија ќе снема веќе можеби фрижидери и ќе сака да побара од производителот да набави, што значи дека продавницата има некое барање, кој што треба тоа барање да го побара од некој, да го испрати до некој, за да може на крај да добие некој резултат, да добие фрижидери. Значи дека во овој пример пак треба да се оствари некоја комуникација помеѓу продавницава од Германија и производителот на фрижидери, за да може, како што кажав, на крај пак клиентот да го добие она што го посакал. И сега што би бил следен чекор, би бил продавницата од Германија да најде некој начин, некој превозно средство, нормално да се стигне до Холандија, до производителот на фрижидери. И сега наоѓаат некоја транспортна компанија и даваат барање и даваат адреса на водачот, каде точно, на која адреса треба да стигне во Холандија, каде точно се наоѓа производителот. Што ми ја има адресата, тогаш и камионот знае точно каде треба да се упати. Понатаму доаѓа камионот, го предава барањето до производителот на фрижидери. Производителот на фрижидери што прави, го процесира барањето и треба да ги искомуницира колегите кои што се во магазинот. Дека, например, потребно е да се обезбеди, не знам, да се обезбедат 12 фрижидери кои што треба да се вратат назад за во Германија. И сега во магазинот се разгледува тоа барање, во ред тука се складирани, се ги имаме фрижидерите, ќе ги дадеме назад да може да се товарат. И сега тука би споменала дека пример, производителот на фрижидери, дирекцијата, што ја споменувам тука, може внатре во самата неа да си разговараат на еден јазик, да функционираат на еден јазик. Тие тука може да се разбираат на сосема друг јазик. И да се различни, сепак наоѓаат некој начин за комуникација. И на крај, што се случува? На крај магационерот со она што му се побарало, пример да речеме дека ги испакувал фрижидерите, ги враќа назад до колегата што е во дирекција, истиот тој ги процесира и спакувани треба да се натоварат на камионот и да се испратат до Германија. И така веќе доаѓа камионот во Германија, се враќа назад, клиентот гледа, да, во ред, тоа е тоа што сме го побарале и на крај имаме задоволен клиент кој што го добил тоа што го побара. Сега како ова може да се преслика во тоа како функционира во позадина моментот кога ние ќе пристапиме до некоја страна, нешто што од преска постојано го споменувам, а тоа пак се остварува некое барање помеѓу клиентот, меѓутоа клиентот е самиот пребарувач или браусер, тој што бара нешто, бара од серверот, така што во овој случај имаме во моментот кога пребаруваме некоја страна, клиентот или браусерот, Chrome, Google Chrome, Mozilla, било кој, бара нешто од серверот. Ова, ако треба да го пресликаме во примерот кој што ви го споменав, клиентот би бил продавницата од Германија, серверот би бил производителот на фрижидери, односно тоа што ви го споменав, каде што има дирекцијата. Понатаму, што се случува? Уредот, односно со мобилниот телефон, со пребарувачот, испраќа барање до серверот. Како се испраќа? Се испраќа преку, да кажеме грубо, таа цела нетворк архитектура или едноставно целата таа мрежна архитектура која што е неопходна за да се оствари целата таа комуникација, исто како што например камионот патува по некои патишта, има некоја инфраструктура која што треба да ја помине
поминува низ нешто, има некој сообраќај за да стигне до Холандија, така и тука барањето патува, еве пак ќе кажам, низ целата таа мрежа, грубо кажано, за да стигне до сервер. Серверот, веб серверите знаат, мислам тоа се компјутери кои што постојат некаде физички на некоја локација и кои што служат токму за чување на веб страни или на веб апликации. Понатаму што се одвива следно? Следно е веб серверот испраќа барање до базата на податоци, каде што се чуваат податоците за самиот корисник. И базата на податоци треба да врати повторно до сервер. Она што во примерот претходно го видовме, тоа е пример серверот беше дирекцијата или производителот на фрижидери, а дата базата беше магазинот, нели примерот што беше со магазинирот, кој што требаше назад па да ги врати фрижидерите. Така што во овој случај, она што се враќа назад се податоците, пример за клиентот кој се најавува или на пример јас кога се најавувам на платформата, треба да ми се вратат моите податоци до серверот, па повторно серверот треба да врати на клиентот, односно на браузерот, и што враќа документ HTML кој што содржи CSS и JavaScript, и тоа е она што браузерот може да го прочита. И затоа тие се основните технологии кои што фронтенд програмерите треба да ги знаат. Зошто? Затоа што се технологии кои што ги разбира браузерот. А се што се случува на браузер е всушност клиентската страна или се она што може да го видиме, па поради тоа и се она што би го работеле фронтенд програмери. Откако ќе се врати тој одговор, имаме успешно најавен корисник со сите наши податоци, дали имаме известување или не. Ова се случува кога ќе се најавиме на некој од социјалните мрежи, каде што ќе ни прати некои податоци само за нас. Така што се она што се случува на клиентска страна, на страната на браузер, она што може крајниот корисник да го види, тоа представува фронтенд, а се она што се случува на сервер страната, се она што крајниот корисник не го гледа, меѓутоа е неопходно да функционира една веб апликација, тоа представува бекенд. Така што тука јас би завршила со презентацијата. Вилд, дали си тука? Да, супер. Да. Океј. Фала ти тогаш многу на примерот на крај и целиот труд кој го вложи да ги симплифицираш работите. Супер презентација, се надам дека и сите присутни уживавте колку и јас. Слободно споделете фидбек за самото предавање овде во чат. Ќе испратам сега линк повторно до Interrupt, каде што може да ги поставите сите прашања кои ги имате во однос на оваа тема. Како што најавив и на почетокот, ајде во некои 2 минути да ги поминеме најважните работи кои што се поврзани со самата академија. Се надам дека добро се гледа. Keeping it simple, 5 работи. Инструктори, проекти, успешни приказни, акредитација на самиот сертификат и тимот за вработување, така што ќе гледам да бидам многу ефективен. Најпрво ќе направам овде и Zoom, најважниот дел, луѓето од кои што учите од industry experts, луѓе кои што се со години дел од индустријата и работат во реално време како фронтенд девелопери, така што може да видите овде дел од инструкторскиот тим на академијата. Никола Посибоевски, софтверски инженер со повеќе од 5 години работно искуство, Адријана повеќе од 12 години работно искуство и така натаму, Кристијан, дел од тимот на Стриц во Холандија, така што учите од многу спремен тим на инструктори. Околу реалните проекти, овде може да направам ја zoom out, значи учите преку работа на реални проекти за реални клиенти, тоа да може да го видите на овој слайд. Финално решение, односно eShop за клиентот Жанев, функционално решение за УКИМ, Cross Academy, соработка со други академии, каде што финалното решение за Special Olympics, завршен проект за Coin
тракер, така што за се ова што ќе спомнам сега, да не должам, ќе ви испратиме линк до секоја ставка за кој сака да прочитам многу подетално. Тоа ќе биде споделено во мејлот во текот на утрешниот ден заедно со снимката од овој настан. Понатаму успешни приказни од академијата, овде може да ги видите најскорешните успешни приказни каде тие се вработиле. Исто така ќе ви споделиме линки за ова за да видите какво било нивното искуство, кои биле негативните, односно downsides, кои биле позитивните работи, кое е нивното искуство од академијата. Често поставувано прашање во однос на сертификатот, дали е признаен, каква акредитација има и така натаму. Од изминатата есен секој кој што ќе заврши на Brainster добива сертификати од Brainster и од Brainster Next, која е високо образовна акредитирана институција, така што добивате сертификат акредитиран од МОН. И че секогаш кажам гордоста на Brainster, тимот за коиновации вработување или сега како што го нарекуваме тимот за partnerships. Ова е тимот кој што наоѓа партнерски компании кои што нудат на нашите студенти проекти за работа додека се на академија и пракса или вработување во текот на академијата или по завршување на истата. Fun fact, овде пишува 100, мислам дека се над тоа негде 120 или 30 компании, над 50% од оваа бројка се интернационални компании. Така што сите кои што се думите или сакате приложите понатаму, знаете каде да не најдете brainster.co, аплицирате, ќе имате кариерен разговор со нашиот admission team, да видите дали ова е вистинската професија за вас, каде што сакате да правите понатаму и да ви дадат некој генерален совет на оваа тема. Така што сега ајде да преминеме на Interrupt. Гледам дека има прашање од мое име кое што не сум го поставил јас, меѓутоа не е битно, ајде да ставиме топ voted. Уште еднаш ви го испратив линкот на Zoom chat, така што слободно не се срамете, слободно пишувајте прашања. Ајде ќе одам од надолу. Некој совет за почетник фронтенд програмер во однос на кариер девелопмент. Благодарам, супер предавање. Фала многу за коментарот. Се слушаме така? Да, супер. Добро. Почетник за фронтенд програмер, доколку веќе си се одлучил или си се одлучила за фронтенд програмирање, тогаш мислам дека е добар избор. Сега пак ова не сакам да се свати погрешно, немам ништо против ниту против бекенд или фронт или full stack, сепак секој тргнува од свое знаење или предзнање. Јас, например, кога се запишав на фронтенд, немав претходни познавања воопшто од програмирање, доаѓам од сосема друга област, така што мене ми беше целта да почнам од некаде. И сакав да почнам со ред, сакав да почнам од почетокот. И не сакав да навлезам во повеќе ствари, за на крај за на крај можеби да немам толкав квалитетно знаење во некоја специфична област. Затоа се одлучив, примереве конкретно за фронтенд програмирање. Сега како совет би ти дала вежбај колку што можеш повеќе да пишуваш код, да пратиш туторијали, да гледаш што е можно повеќе да бидеш изложен. Јас така викам да бидеш изложен или изложена на код, на кодирање, затоа што така најдобро се учи, само преку пробување. И еве изминатава година додека работам, многу работи осознав за React, како работи React, затоа што работам во React, само преку работа и преку грешки. И иако можеби некој период во развојот на како јас сум се развивала досега, сум наидувала на фрустрации од типот сега ова можеби не можам да го сватам или ова ми оди потешко за разбирање, па дали ова јас воопшто можам да го научам. Такви некои прашања што верувам дека секој си ги поставил. Меѓутоа,
Многу е исто така битно, нешто што го научив и од колегите на работа, посебно од менторите, како пристапуваме на решавање на проблеми, затоа што програмирањето е тоа, решавање на проблеми и како ќе се носиме со тоа? Дали ќе ни представува фрустрација? Ако ни представува фрустрација, уште толку може да се заглавиме и уште толку да не најдеме решение. Меѓутоа, ако на проблемот погледнеме од аспект со љубопитност, во смисла зошто сега овој проблем ми се појавува, ајде да видам да го истражам тој проблем, веднаш поинаку е мајндсетот како се пристапува, така што не се плаши да грешиш, пробувај колку што можеш, и тоа е, не се откажува едноставно и да грешиш и да мислиш дека можеби не е за тебе или ако мислиш дека во некој момент можеби нешто ти е потешко за совладување, врати се после 2 дена, одмори, ќе видиш со свежа глава многу подобро се решаваат работите. И мене до ден денес многу често ми се случува тоа да буквално ќе бидам заглавена во некој проблем, меѓутоа ќе направам пауза или наредниот ден многу поедноставно можам да го решам проблемот. Така што тоа е неоткажување, работа, стварно бара доста ангажман и доста работа и едноставно пристапување со љубопитност на проблемите, не со фрустрација. Супер совет, keep in motion. Да. Видиме што имаме следно, дали го зборна ово или сакаш повеќе да Фулстак или фронтенд? Да, добро е што го има споменато тука, затоа што ако почнете со фронтенд, не значи дека ќе останете само на фронтенд, не значи дека толку завршила вашата кариера. И самиот фронтенд, пак да не се сфатиме погрешно, самиот фронтенд како област е огромна, има толку многу опции, толку многу технологии за учење кои што исто така понатаму те се развиваат. Меѓутоа, да, убаво е да се знае што се случува на другата страна, нели, на океанот, кај што се серверите и датабазата, така што и мене тоа ми е предизвик да го совладам еден ден. За сега се уште можеби не се чувствувам спремна за тој чекор. Пак ќе кажам, секој си има сопствено темпо на учење, на совладување, на фокус, на цели кои што му се во моментот. Меѓутоа, не значи дека ако сте почнале со фронтенд, дека ќе завршите на фронтенд. Ако сакате да се надградувате. Како што споменав, JavaScript дава многу можности, едно да работите како фронтенд, меѓутоа и како full stack, само со JavaScript, со тоа што Node.js пак е програмскиот јазик кој што работи на сервер страна, меѓутоа пак заедничкото е JavaScript. Така што можностите се стварно големи, некојаш онака јас се прашувам, добро, има ли ова крај некаде, меѓутоа и само, макар и да е само фронтенд, нема да ви се здосади тоа сигурно. А дали full stack или фронтенд, па би советувала чисто да пробаш, да разгледаш, да видиш што повеќе би те привлекло. Јас исто така мене што ме привлече за фронтенд е тоа што јас сакам визуелно да ги гледам работите додека ги правам. Некако фронтенд повеќе ми беше тоа, правам нешто, го гледам, ја гледам страната што ја правам. Сервер некако ми беше поабстрактно да го замислам на самиот почеток, тогаш кога го почнував. Пак ќе кажам, сега можеби имам до некаде поголеми знаења од самиот почеток, меѓутоа истражи, едноставно види што би можело да те привлечи. Дали сертификатите ќе имаат влијание за запишување на факултет и подоцна за вработување? Па за факултет мислам дека не. Не знам, не сум сигурна, меѓутоа не гледам да има проблем за на факултет. Мислам дека други документи се бараат за запишување на факултет. За вработување, па за вработување секој би бара знаење, така што доколку завршите академијата, меѓутоа не располагате со знаење, нема да значи ништо, можеби тој сертификат едноставно на крај знаењето е тоа што преовладува, така би советувала. Не се базувајте за споделиме сертификат. како информација оно што не го враќаат назад од партнершип, тимот, од самите компании што бараат, всушност тоа е се повеќе портфолио од проекти, некакво искуство за може тој човек да почне да
работи пред сертификат или диплома Да. и така натаму. Да, затоа што и во текот на академијата, како што спомена и Вилијам, се изработуваат повеќе проекти и проектите се тие што би се зеле повеќе во предвид. Затоа што тоа би го сликало повеќе знаењето. Него, како да кажам, не значи тоа дека сертификатот нема значење, секако дека да, меѓутоа поважно е знаењето кое што ќе го стекнете. Окей. Колку време е потребно за да станеме добар фронтенд девелопер? Колку време, па не знам сега тука точно месеци, денови, меѓутоа еве не знам, HTML на пример, можеби месец дена е бар изучување, CSS чисто да се знае, CSS 2, 3 максимум. Меѓутоа JavaScript е тој што одзема повеќе време, кој што бара многу повеќе време, затоа што пак се различни концепти, што знаме, можеби 6 месеци, 5 до 6 месеци само за JavaScript со целосен фокус. И пак не застанува тука, како што кажа, понатаму без некој фреймворк да се знае, малку би било потешко, така што добро би било да се има познавање за некој фреймворк, дали е React или како library или пак Angular. Така што изучувањето на фреймворкс може да биде малку по-челенџинг, по-предизвикувачко, меѓутоа пак би се навратила доколку се знае JavaScript, лесно би одело совладувањето. Така што повеќе се учи на концепти, отколку да се запамти целата синтакса на јазикот. Тоа јас сум го добивала како совет, учи суштина, учи концепти, затоа што многу е подобро кога знам дека нешто постои, дека нешто го има, па да знам да го пребарам тогаш кога ќе ми затреба, отколку да памтам нешто, па на крај едноставно се забораваат многу работи. Дали има редослед на што прво да се изучува HTML, CSS, Да. JavaScript? Да, па јас би препорачала токму во тој редослед. HTML, CSS и JavaScript, од причина што баш затоа што почнувате од нула и на академијата се почнува од нула. Нулата точка е HTML, како изгледа каде треба да стои копчето, колку и да е грдо, битно е копче и тоа има некоја функција. Понатаму со CSS ќе му смениме некоја боја на копчето, пример, ќе стане сино, па ќе стане црвено, ако се кликне ќе стане бело, па текстот ќе се смени внатре. А што треба да прави тоа копче, се прави со JavaScript. Така што да, би го препорачала и би го советувала тој редослед. Океј, супер. Следно прашање од мојот истоименик, почетник во стартап компанија versus голема IT компанија, предности, негативности, простор за раст и ниво на стрес. Па според мене, сега пак се зависи од тоа дали ќе имате ментор во која било да е компанија, дали е стартап или голема IT компанија. Менторирањето доста помага во учењето, просторот за раст, меѓутоа и во намалувањето на нивото на стрес, затоа што нормално, кога сте почетник, добро е да има некој што би ви помогнал онаму каде што ќе заглавите. Доколку имате опција или стартап или голема, прифатете едноставно. Секоја ќе нуди простор за раст, без разлика која е, иако е стартап, можеби па вие ќе бидете фокусирани за повеќе работи, иако во прв момент можеби би значило некое поголемо ниво на стрес, меѓутоа па од друга страна многу побрзо ќе може да ги научите работите, затоа што вие ќе бидете тие кои што најмногу ќе се соочувате со проблеми, пак верувам дека никој нема да ве остави туку така сами на себе, кој што нема да го прегледа кодот, пример, кој што би го напишале или би имал некој поискусен програмер. Така што и да е стартап и да е голема, би советувала да се прифати било која опција. Разлика помеѓу full stack, data scientist и QA. Со која да ја почнеме нашата кариера?
сега не знам колку сум компетентна да одговорам ова прашање, затоа што немам познавање од Data Science. Data Science знам дека го изучуваат Python. Тоа е исто така повеќе како backend јазик. QA се тестерите, фактички тоа што програмерот треба да го направи. Задачата на тестерот е да најде што повеќе грешки на програмерот. Зошто? За да може да се фатат тие грешки пред да ги фати, пред да ги искуси корисникот. Така што ако ви интересира тој дел на повеќе поголема некоја таква анализа, подеталност, наоѓањето не багови грешки, меѓутоа ете така некоја поголема фокусираност на детали, дали работи или не, можеби тестер, data scientist, тоа е, не викам не, тоа е нешто исто така што би се очекувало голем подем во наредниот период. Full stack, зависи дали имате и претходни познавања. Можеби некој би било преголем залак во типот на full stack, меѓутоа пак и тоа не значи дека ако почнете на full stack дека нема да го завршите, не викам не. Сепак мојот пристап беше да почнам постепено. Мислам дека доста луѓе кои што немаат познавање од некое подлабинско познавање од темите се двоумат со што да започнат, така што можеш и да аплицираш на било која од овие три за кои што си заинтересирани да поразговараш или поразговарате што би било најсоодветно, дали воопште некој од овие соодветно. Да. Океј, следно, здраво, Самук, програмер сум, одлично сум запознает со повеќето од технологиите кои беа на презентацијата, дали нудите услуги при наоѓање на работно место. Можам да го говорам ова. Јас вака имаме платформата hiring.brainster.co, што би можел да те советувам е да се поврземе преку мејл и да видиме што може да направиме. Ќе пишам сега линк, тоест мејл во чат, contact@brainster.co, пише ни да видиме како може да дадеме вредност. Само да го пишам во чат, секунда. Океј. Супер. Следно, зошто на Fullstack Академијата се изучува PHP, кога од презентацијата се гледа опаѓање на користење во споредба со 2019. Ова може да го упатиме како прашање до продукт тимот и да испратиме одговор. Така што слободно пишеме и оддали во приватна порака на Zoom за да кога ќе го упатиме прашањето ти вратиме одговор. Супер ноут. Океј, дали имаш нешто слободно да додадеш ново или? Па не, стварно не би била петентна да одговорам за ова. Добро. Настрана од контекст, дали може да објасните повеќе за портфолио, како се прави и како се прикачуваат проекти? Портфолио, дали се мисли на GitLab, како што го прикажа? Се прави со тоа што ја отварате GitLab, пример страната, се правите свој акаунт, има буквално чекори како треба да го направите проектот, како се инсталира како би се инсталирал тој проект кај вас локално во компјутерот. Така што многу е, не знам, едноставно е за користење. И преку некои одредени git команди, како што се git add, каде што треба да го додадете тоа што го правите, или git push, каде што треба да го ставите на гранката, буквално во рок од неколку секунди сето тоа се прави. Така што мислам дека имаш едно предавање за Git, бил, може да се погледне повеќе тоа. Да, може да го линкува. Да. Океј, и одиме со последното прашање. Супер предавање, дали ќе има вакви предавања за другите академии, на пример software testing, data science, UX, UI, дизајн. Вака во иднина секако гледаме да организираме вебинари или онлайн предавања на
трендинг теми или теми кои што гледаме дека се барат од луѓето кои што ни се јавуваат, ни пишуваат или се дел од нашата заедница. Меѓутоа, од минати настани можеш да го посетиш online.brainster.co, каде што во најдолниот дел имаме снимки од сите претходни вебинари за сите академии. Така што влегов во претходни предавања. Овде ако направиме зум аут, можеш да видиш дека имаш категории и овде може да ги сортираш предавањата кои што би сакала да ги гледаш нивната тема. Така што би те советувал да го посетиш онлайн Brainster, да ги изгледаш материјалите кои што се таму, а за идни настани секако ќе ги објавиме дали на social медија или пак по мејл. Океј, 9:30, баш сме прецизни, така што тука би ви се заблагодарил на сите уште еднаш за присуството, интересот кој што го покажавте и самиот engagement кој што ги имавте во чет и на Interrupt, и би оставил на Анета да го одјави овој настан. Па уште еднаш би ви се заблагодарила на сите кои што останавте до самиот крај. Стварно се надевам дека ви се разјаснија голем дел од работите кои што ги дискутиравме. Јас ги објаснував на начин на кој што и мене можеби ми бе објаснет или пак сум сакала јас така да ги разберам. Така што едноставни примери или едноставно објаснување секогаш ми е во фокус, и се надевам дека и преку овие едноставни примери кои што ги поминавме, дека ви стана појасни некои работи или попипливи, подобро да може да си ги замислите тоа што е фронтенд, што е бекенд, да сватиме дека пак ова е нешто што се учи, нешто што може секој да го совлада, кој што ќе одвои време пред се, кој што ќе одвои и трпение, и секако ќе биде истраен во целиот тој пат. Пак ќе кажам, ништо не се случува преку ноќ. Изучувањето на сите програмски јазици, на сите технологии не оди преку ноќ. Едноставно треба да се има трпеливост во целиот тој процес. Така што стварно ви благодарам уште еднаш на сите. Доколку некој се двоуми, можеби му се разјаснија некои дилеми, доколку не, слободно е, како што спомена и Бил, може да побарате консултација со некој од вработените во Brainster што се за програмирање, да истражите дополнително и сами, да видите што повеќе би ве привлекло, па така да донесете некоја одлука која што ќе ви помогне да промените кариера во друг правец. Така што ви благодарам и имајте пријатна вечер. Супер, за сите кои што требаше да се исконтактираме од Interrupt, оставив наши мејлови во чат, така што се слушам и се гледаме по мејл или во наредна прилика. Убава вечер. Чао, чао. Чао, чао.